Почитувани гледачи, добре дојдовте во урбаните вести. На патеката Матка крај Скопје предстојниот викенд на 8 и 9 април ќе се одржи 49-тиот традиционален илинденски кајак слалом ИКАС. Традиционалниот илинденски кајак слалом е единствената спортска манифестација во Македонија која без прекин, почнувајќи од далечната 1968 година, се одржува на реката Треска крај Скопје. Во продолжение да ги погледнеме насловите за денеска. На Скопски саем од денеска започнаа денови на образование и кариера и саем на туризам. Општина Карпош ги мапираше локациите за лица со хендикеп. Град Скопје објави јавен повик за кофинансирање на бизнис инкубатори. Тркалезна маса во Ѓорче Петров на тема инклузија на младите роми во образовниот систем. Одбележан светскиот ден на спортот во општина Центар. На Скопски саем денеска се отвори Скопје Travel Market, кој представува богата туристичка понуда за патувања во земјава и странство. Турција и Грција остануваат најбарани дестинации за летната сезона 2017. Скопје Travel Market 2017, кој свечано се отвори денеска и ќе трае до 8 април на Скопски саем во Хала 3. Е местото каде се представуваат бројни туристички понуди и други можности од сферата на туризмот. Пред самиот почеток на летната сезона, Скопје Travel Market представува вистинско место за промоција на туристичката индустрија и овозможува уникатни и незаборавни моменти. Даниела Глигоровска, извршен директор на Скопски саем, ги мотивираше посетителите на саемот да посетат што повеќе места, да истражуваат и да откриваат со помош на годинишните изложувачи. 20 години од сега ќе бидеме повеќе разочарани од патувањата што не сме ги оствариле, отколку од оние што сме ги реализирале. Значи треба да ги расшириме едрата и да испловиме, да истражуваме, да откриваме со понудите и на годинешните изложувачи, бидејќи живееме во прекрасен свет кој е полн со убавини, атракции и авантури. Интернационалните саеми за туризам се можност за квалитетни представувања на туристичката понуда, но и можност за остварување на нови контакти, релации и ширење на бизнисите. Меѓународниот саем за туризам во Скопје е дополнување на алатките за промоција на сите чинители од туристичката индустрија од Македонија и пошироко, истакна Лела Крстевска, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Македонија. Меѓународниот саем за туризам во Скопје е дополнување на алатките за промоција на сите чинители на туристичката фела во Македонија и пошироко. Имајќи го предвид енормно брзиот раст на индустријата, овој тип на промоција овозможува интензивни деловни контакти кои се моќен сегмент и значаен фактор за економијата, двигател и основен столб на сегашниот и идниот социоекономски напредок во Македонија, регионот и воопшто на глобално ниво. Хакан Ушчелик, директор на Советништвото за култура на Република Турција, порача дека Република Турција е совршено место за предстојните летни одмори и ги повика граѓаните на Македонија да ја посетат земјата. Ушчелик посебен акцент стави на безбедноста на Турција, при што нагласи дека во туристичките места не постои никаков ризик за загрозување на животот на туристите. Bildiğiniz gibi Türkiye çok önemli bir turizm ülkesi. Yılda 40 milyon ziyaretçisiyle. Ве поканувам да ги посетите туристичките дестинации како што се Анталија, Сиде, Бодрум, Фетхие, Мармарис, Кушада, Финике и останатите туристички места. До сега сите посетители што имале можност да ја посетат Република Турција се вратиле задоволни во нивните земји. Се надевам дека и оваа година истото ќе се случи. Значи Република Турција е веќе подготвена за новата туристичка сезона. Скопје Travel Market 2017, што се одржува истовремено со саемот на книгата 2017, ќе биде отворен од 10 до 20 часот во Хала 3. Цената на влезницата за сите посетители изнесува 30 денари. Македонско село е комплекс од хотелско сместување и ресторани, изграден во традиционалниот дух на македонската архитектура од 19 и 20 век. На површина од 12.000 метри квадратни, комплексот е составен од 16 автентични куќи. По повод великденските празници, хотелот Македонско село нуди 3-дневен пакет аранжман за совршен одмор во прекрасната природа на Водна, по цена од 150 евра за 2 лица.
Во срцето на планината Водно, во зеленилото и чистиот воздух на природата на околу 550 метри надморска височина и 8,5 километри од центарот на градот, се наоѓа комплексот Македонско село. Македонско село е комплекс од хотелско сместување и ресторани, изграден во традиционалниот дух на македонската архитектура од 19 и 20 век. На површина од 12.000 метри квадратни, комплексот е составен од 16 автентични куќи со вкупен сместувачки капацитет од 100 гости. Лоциран во прекрасната природа на планината Водно, која изобилува со густа шума и чист планински воздух, комплексот е препознатлив по својот уникатен шарм и на посетителите им нуди можност да уживаат во традиционалниот амбиент, бројните активности и богатата гастрономска понуда во трите ресторани – Македонски Ан, Антигона и Етнобар. Македонскиот Ан, создаден во стилот на некогашните анови, е место каде вистинските гурмани може да вкусат македонски специјалитети подготвени по традиционални рецепти и да уживаат во звуците на македонската музика. Ресторанот Антигона е ресторан кој ќе ве поведе низ едно различно гастрономско патување на богати вкусови од префината храна и внимателно селектирани вина. Етнобарот нуди топол и пријатен амбиент каде можете да се опуштите и уживате во најразлични мезиња и пијалаци. Прекрасната тераса со панорамски поглед е уште една причина што ќе ве поттикне да се вратите на ова место. Комплексот има вкупен сместувачки капацитет од 46 соби за 95 гости. Куќите се од различни географски подрачја на Македонија: Битолско, Прилепско, Велешко, Струшко, Кратовско, Бировско, Кумановско, Тетовско, куќа од Делчево, Галичка, Реканска и Скопско-Црногорска куќа. Собите се опремени со телевизор со рамен екран, бесплатен Wi-Fi интернет, мини бар, бања со туш кабина, рум сервис и мал спа центар. Комплексот е изграден исклучиво од дрво и природен камен. Собите се уредени со стилски избрани етнодетали и природни материјали, почнувајќи од памучни постелнини па се до природна козметика. Дел од собите имаат прекрасен поглед кон градот, а дел кон падините на планината Водно. По повод великденските празници, хотелот Македонско село нуди 3-дневен пакет аранжман за совршен одмор во прекрасната природа на Водно по цена од 150 евра за 2 лица. Цената вклучува 3 ноќевања за 2 лица со појадок и празничен великденски ручек. Комплексот Македонско село нуди уникатна можност да доживеете неповторливо искуство и одблизу да се запознаете со традиционалните македонски занаети. Како на дополнување на етноамбиентот, во комплексот се отворени кујунџиска работилница, грнчарска работилница и ткајачница, кои се најкарактеристични занаети за нашето поднебје. Продавница за сувенири, каде може да се купат сувенири и предмети автентични за различни региони од Македонија, и маркет во кој ќе најдете основни секојдневни производи. Сите љубители на добро вино во винарската визба на Македонско село имаат можност да дегустираат, купат и научат нешто повеќе за најубавите вина од различни краеви на Македонија, кои се надалеко познати по својот врвен квалитет. Во рамките на комплексот Македонско село постои и мал етнолошки музеј. Во него е уредена етнолошката поставка, која вистински ја доловува традиционалната култура низ неколку сегменти: народни носи, народен вес, народни ткаеници и алатки за преработка на текстилни суровини и покуќнински текстил. Како и секоја година, така и оваа година Универзитетот Гоце Делчев Штип на денови на образование и кариера ја представува својата научна и образовна дејност преку 12 факултети и 3 академии. На Универзитетот Гоце Делчев од година во година успешно функционираат над 200 студиски програми. Универзитетот Гоце Делчев Штип и годинава со свој штанд е присутен на денови на образование и кариера кои се одржуваат од денеска до 8 април на Скопски саем. Заинтересираните средношколци и сите останати граѓани кои ќе ја посетат оваа манифестација ќе може да ги добијат сите потребни информации поврзани со можностите за студирање што ги нуди Универзитетот Гоце Делчев, и тоа како од промотивниот материјал што ќе го добијат, така и од директен контакт со професори, асистенти, но и со студенти
на универзитетот. Во рамки на денови на образование и кариера, своја ревија ќе има и технолошко-технички факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Програмата на овогодинешните денови на образование и кариера е збогатена со многу трибини со теми од образованието и културата. Универзитетот Гоце Делчев не само оваа година, туку секоја година е дел од Саемот за образование и кариера. Ја представуваме нашата образовна и научна дејност која што ја имаме. Практично тоа се 12 факултети и 3 академии кои што функционираат во склоп на Универзитетот Гоце Делчев. Со тоа што она кое што веројатно би ги интересирало најмногу таргет групата која што е од Скопје, која што евентуално би сакала да се запише во Скопје на универзитетот. Имаме кампус во Скопје на дисперзирани студии на УГД, на која што се изучува факултет за туризам и бизнис логистика. Понатаму имаме отправен дисперзија за новинарство и односи со јавноста. Исто така имаме една дисперзија која што е покриена од факултетот за природни и технички науки, а тоа е насоката за рударство и геологија. Имаме факултет за медицински науки, филолошки факултет каде што се изучуваат повеќе јазици, повеќе наставни програми. Понатаму имаме економски факултет, факултет за образовни науки, академиите 3, ликовна, филмска и музичка академија со нивните одсеци, значи над 200 студиски програми кои што успешно функционираат од година во година, стануваат се подобри на нашиот универзитет. Универзитетот Гоце Делчев Штип е државен универзитет рангиран на второ место на листата на државни универзитети во државата. Како млада и енергична високообразовна институција која постојано ги следи интересите на младата популација, како и најновите светски економски, индустријски и технолошки трендови, креира извонредни можности за високо образование. Дипломите на Универзитетот Гоце Делчев Штип се меѓународно признати и се сигурна потврда за влез на домашниот и меѓународен пазар на трудот. Универзитетот Гоце Делчев Штип интегрира 13 факултети, организирани во 3 универзитетски кампуси. Наставата се изведува во наставни центри кои се дисперзирани во 12 града во Македонија. Најдобрата и најпримамлива понуда за предстојната летна сезона на овогодинешниот Скопје Travel Market може да се најде на штандот на Fibula Air Travel, каде по многу поволни саемски цени се нудат патувања во Турција, Грција, Бугарија, Дубај и на многу други дестинации. Во третата хала на Скопски саем во рамките на Скопје Travel Market од денеска до 8 април својата понуда на посетителите ќе им ја представи туристичката агенција Fibula Air Travel, која успешно обстојува на пазарот цели 20 години. Туристичките аранжмани, авиобилетите за сите дестинации, организирање на групни и индивидуални патувања се само дел од богатата понуда на Fibula. Како најпримамливи понуди за предстојната летна сезона од агенцијата ги посочуваат Турција, Грција и Бугарија. Чартер летовите за Турција стартуваат од 9 јуни, а за резервации со ран букинг следува попуст до неверојатни 50%. Оваа година имаме богата програма. Директен чартер лет нудиме во текот на целото лето за Турција и тоа за Анталиската регија. Првиот чартер го планираме за 9 јуни. И имаме 2 пати неделно во текот на целото лето, летови од Скопје до Анталија. Втора дестинација ни е Грција. Ова лето имаме автобуски превоз организиран до Халкидики. Имаме на неколку дестинации наши апартмани закуп, како Полихроно, неа под идеја, Ханјоти, Фурка, во Врасна имаме апартмани, Платамона имаме исто така, 2 острови држиме, Скијатос и Крв, Агиос Георгиос и Мореитика. Нешто ново оваа година имаме, наш собствен закуп за Бугарија и тоа на Сончев брег, 2 хотели, услуга ноќевање или само закуп со организиран автобуски превоз од 20 јуни. И за Бугарија исто така нудиме на целата регија на Црно море хотелски сместувачки капацитети. Покрај блиските дестинации, Fibula Air Travel ги нуди и екзотичните патувања во Дубај по многу поволни цени. Многу актуелно исто така во овој период е дестинацијата Дубај. Ние имаме пакет аранжмани со одредени датуми,
Цените се доста поволни од 460 евра за 4 ноќевања. За едно лице во цената е вклучен авионскиот превоз, таксите, хотел со 4 ноќевања, 4 звезди со појадок, трансферот, организиран, разгледот на Дубај. Сето тоа е како во пакет за минимум едно лице. Во пресрет на великденските празници, Fibula Air Travel ги мотивира граѓаните да побрзаат и да резервираат за некоја од преостанатите дестинации, како Париз, Прага, Анталија, Атина, а за посетителите на штандот утре ќе биде организирана коктел забава со наградна игра, која на 19 рекник им донесе 7-дневен престој во некое од турските одморалишта, како и 2 ноќевања во реномираниот хотел Изгрев во Струга. За Грција имаме 20% попуст. За останатите дестинации, како што се великденските тури, имаме уште малку место станато за авионските тури, Париз, Прага, Анталија, автобуски тури имаме за Атина, Салашите, Војводина, за Дубровник, Будва, имаме потоа Платамона и останати други аранжмани кои што можат да се дополнат во текот на овие денови. 5% даваме на тие аранжмани. На неколку локации во Нерези и Карпош 3, општина Карпош ги мапираше локациите за лица со хендикеп, со поставување рампи за да можат овие лица полесно и побезбедно да се движат. Општина Карпош на иницијатива на UNDP во рамки на проектот Услуги за лица со попреченост ги мапираше локациите за лицата со хендикеп во Нерези и Карпош 3 во рамки на проектот Мапатон, кој општина Карпош како прва локална самоуправа во град Скопје го спроведува овој проект. Станува збор за вклучување на лица со посебни потреби во имплементација на Android апликација преку приватните мобилни уреди кои тие ги користат и која ќе им овозможи интерактивност во мапирањето на пристапните места. Рампи за да можат лицата со хендикеп да се движат полесно и побезбедно досега поставени се на булеварот Партизански одреди, кај влезот на градинката Орце Николов, на улицата Никола Росински кај задниот дел на Лептокарија и на паркингот во Лептокарија. Јавен повик за кофинансирање на трошоците на бизнес инкубаторите и центрите за развој на иновации објави град Скопје, за што предвидени се средства во вкупен износ од 400.000 денари. Проектите кои ќе бидат кофинансирани ќе се реализираат во текот на оваа година. Град Скопје со цел имплементација на целите и активностите предвидени со програмата за поддршка на локалниот економски развој на град Скопје за 2017 година, објави јавен повик за распределба на средствата од буџетот на град Скопје за 2017, наменети за кофинансирање на трошоците на бизнес инкубаторите и центрите за развој на иновации. Предмет на јавниот повик е кофинансирање на трошоците на бизнес инкубаторите и центрите за развој на иновации, односно финансиска поддршка на проекти за организирање обуки и консултантски услуги. За кофинансирање на трошоците за проекти на бизнес инкубаторите и центрите за развој на иновации, предвидени се средства во вкупен износ од 400.000 денари. Право на учество на повикот имаат здруженија на граѓани и фондации кои се регистрирани според Законот на здруженија и фондации за цели поврзани со политиките за поддршка и развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија. Секој подносител може да учествува на јавниот повик само со еден проект. Проектите кои ќе бидат кофинансирани ќе се реализираат во текот на 2017 година. Пријавите со комплетна документација потребно е да се достават најдоцна до 21 април. Општина Карпош преку програмата за развој на Обединетите нации UNDP овозможи 8 жени од општината да се стекнат со сертификат за волонтирање како негователки во детските градинки во општина Карпош. 8 жени се стекнаа со сертификат за волонтирање како негователки во јавните детски установи во општина Карпош преку програмата за развој на Обединетите нации UNDP во соработка со општината. Овој проект траеше 6 месеци, а има за цел да им овозможи на млади девојки како и повозрасни жени да се стекнат со практично искуство во сферата на детската нега и заштита, со што ќе добијат поголеми можности за вработување. Овие 8 обучени негователки ќе имаат практична предност
предност при вработувањето, бидејќи искуството кое го стекнале ќе им биде од исклучителна важност при аплицирањето на конкурсите за идно вработување. Со овој проект финансискиот надоместок за платите на волонтерките негователки го овозможи UNDP, додека трошоците за обезбедените лиценци ги плати локалната самоуправа. Инклузија на младите роми во образовниот процес беше темата на која се разговараше на денешната тркалезна маса која се одржа во Центарот за култура во Ѓорче Петров, со цел да се подобри состојбата на ромите. Во рамки на проектот за зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај ромите преку образованието, во Центарот за култура во општина Ѓорче Петров се одржа тркалезна маса на која учествуваа представници од општина Ѓорче Петров, од основните училишта во општината, како и неколку невладини организации од Скопје кои третираат оваа проблематика и директно се вклучени во активности за подобрување на состојбата на ромите. На тркалезната маса се разговараше за начините на инклузија на младата популација на роми, посебно децата во образовниот систем, продолжување на образованието во средно и високо образование, со што би се отвориле пошироки перспективи за непречено вклучување на оваа популација во општествените текови. Исто така се дебатираше и за предизвиците што жените ромки ги имаат во процесот на образование. Од општина Ѓорче Петров информираа дека на оваа тркалезна маса се разговараше и за улогата на невладиниот сектор во афирмација и изнаоѓање начини за поефикасно решавање на проблемите на кои наидуваат ромите во секојдневието, но и за зајакнување на соработката помеѓу невладините организации, медиумите, семејствата и директните чинители во образовниот систем, како институции во општеството кои може да му помогнат во афирмација на проблемите на кои наидува оваа популација, а со цел за нивно поефикасно решавање. 280 деца од основните училишта во општина Центар денеска со турнир во кошарка и крострка го одбележаа Светскиот ден на спортот. Децата од 7 основни училишта во општина Центар денеска го одбележаа Светскиот ден на спортот. 280 деца учествуваа во турнирот во кошарка во салата на Кошаркарскиот клуб Работнички и трчаа крос во градскиот парк. Денеска немаше поединечни победници, бидејќи сите учесници беа победници. На овој начин општина Центар и Меѓународниот олимписки комитет го одбележаа Светскиот ден на спортот, која промовира важноста на спортот како промотор на мирот и надминување на културните и национални бариери во светот. Учениците на одбележувањето на Светскиот ден на спортот символично со кривање на листови во бела боја упатија пораки за мир во светот. Утре и во сабота ќе дува умерен до засилен северен ветер, поизразен долж поврдарието. Поради разведрувањето за време на викендот и во почетокот на наредната недела, утринските температури наместа ќе се спуштат под нулата. Од сабота дневните температури ќе бидат во пораст. Да го погледнеме имата метео.
Во просториите на општина Аеродромот денеска е поставена продажна изложба на рачни изработки од представници на Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност Скопје. На изложбата може да се видат великденски украси и рачни изработки во пресрет на најголемиот христијански празник Великден, а поставена и кутија за донација од хуманите граѓани кои имаат желба да им дадат символична поддршка на лицата со телесна попреченост. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести, а повеќе информации можете да најдете на веб страната mtm.mk. Спортските вести ги гледате во продолжение. Пријатно!